По објавата на претходната емисија која што се однесува на апликацијата MyWorld, реакциите може да ги систематизираме во две категории. Едната е од граѓани кои што се пронашле во сторијата и кои што се чувствуваат измамено, и другата е од раководството на апликацијата, чиј демант во 12 подточки ќе го емитуваме во целост во оваа емисија. Во оваа емисија исто така ќе слушнете за лични сведоштва на луѓе кои што се чувствуваат измамено со тоа што инвестирале во оваа апликација MyWorld, која порано го носела името на Lioness. Ќе слушнеме приказни за луѓе кои што изгубиле цели едни фамилии, луѓе кои што заглавиле на некој начин финансиски. И ова се само дел од оние кои што имаат расположение да говорат пред камера за да ја добијат својата правда преку судски случаи. Но има и такви кои што не им веруваат на институциите и не застануваат пред камерата на 25 минути, меѓутоа разговараат со нас и ни укажуваат за начинот на кој што биле доведени во заблуда. Да прашам на почеток, зошто сакате да го скриете идентитетот за овој интервју? Па вака, пред се сакам да го скријам идентитетот за овој интервју затоа што некако немам поверение во институциите во Македонија пред се, значи тоа е прво и главно. Како се случуваат работи во Македонија, значи одредени случаи, примери слични на овој пример ние што го водиме, институциите се повеќе се во корист, да кажеме, на одбрана на некои одредени криминални активности кои што негативно делуваат кај народот. Едноставно, буквално сакам да го заштитам поради тоа што не верувам во кај нас што се институции, тоа е тоа. А страв чувствувате? Страв можеби чувствувам помалце, така, не по мене, едноставно по мојата фамилија пред себе, бидејќи сум во круг на луѓе каде што се уште оперираат некои од тие што се, да кажеме, во оваа лајконет групација. Вака, затоа што првично ја одамна мислев дека завршив со оваа приказна. Второ, затоа што моментално, нормално животот продолжува, сум на работна позиција која што реално не дозволува вакво експонирање и не би сакала да ги мешам работите кои што немаат никаква поврзаност од таа причина. Не дека нешто, ако сум дошла тука да зборувам, тогаш не би се крила. Интересот за поголема и постабилна заработка секогаш со себе носи финансиски ризик. Некогаш е пресуден моментот во кој се наоѓате во животот, некогаш средствата кои ги имате при рака за инвестирање. Таквите услови се плодна почва за маркетери од различни бизнис ентитети да ви пристапат и низ своите убедувачки техники да ви ја продадат идејата за повеќе пари. Купувањето облаци во поранешен Lioness, денешен MyWorld, оставил трага врз животите на сведоците со кои разговараше редакцијата на 25 минути. Нивната и приказната на луѓе со кои заедно граделе мрежа од која треба да профитираат, била инспирирана од желбата за подобар живот. Мојата приказна започнува уште 2017 година, нели, тогаш беше Lioness, така што кога еден мој роднина ме сретна случајно и ми рече дека има многу добар бизнис, дека имал за мене многу добар бизнис и дека забрзо ќе заработам некој приход. Во тоа време нели бев без работа и си реков ајде да се пробам во таа работа со надеж дека мојот роднина нема да ме изигра и дека ќе имам во него, сепак имам нели роднина, имам во него некој поверење, одредено поверење. Од прва бизнисот ми изгледаше така интересен според негово кажување, ми рече дека ќе има семинари и пожелно е да присуствувам на нив каде што секи ми биде објаснето. Наводно. Почнав да присуствувам на нив заедно со мојот роднина каде што имаше многу соговорници кои што зборуваа, објаснуваа, ветуваа, што знам, некои разноразни приказни, математики, некои нивни други ситуации со кои што ние би можеле да добиеме некаков бенефит или финансиска слобода, како што тие милуваа да потенцираат. Се зборуваше за некакви облаци кои што со влог, да речеме од 1500 евра за еден облак, ќе сме требале да заработуваме одредена сума на евра месечно. Свативте ли вие што се тие облаци, која е нивната функција? Па нешто делимично свативме без разлика на тоа што, али у секој случај тоа беше толку објаснето во некоја завиена форма што и они самите тие што презентираат можеби не знаат што е тоа. Значи секогаш тие се менува, нивни правила се менува со текот на времето, да кажеме, под едни услови, па по други, па по трети услови. Првата исплата беше околу 700 евра и тоа е се.
За вложени 2500 евра. За вложени околу 12.000 евра. Ги убедува луѓето кои што беа со постојан работен однос или со своји фирми, на пример, да остават работа и да се ангажираат тука, а приказната беше зошто да работи за 18.000 денари минималец, кога тука можеш многу повеќе од тие пари да ги земеш без многу труд и ангажирање. Имаше примери каде луѓе зема и кредити, става куќи под хипотеки кои што и ден денес не може да ги вратат. И познавате ли такви луѓе? Познавам, да, лично познавам. Познавам лично, кои што и ден денес не ги врати, куќите им беа одземени, едноставно крпат крај со крај сега. Профилот не, го отвори во присуство на друг, бидејќи јас не бев запознаен со тоа како функционира. Присуство на друг од компанијата или? Од компанијата, да, значи во присуство на друг и чак што више тој располагаше со мојот пасворд и со мојот юзернейм. Значи тој имаше целосен пристап на мојот профил. Тоа беше период, мислам дека негде 2016 и беше Lioness со Lyconet. Така беше приказнато ствари. Lioness делот беше делот со картичките, Lyconet беше делот со маркетирство и со малтене ширење на мрежа. Кој ви пристапува? Близок пријател, кој што рандом се сретнуваме, ме поканува на кафе и од тука почнува целиот процес. И тоа е првично кога, дури на почетокот кога почува да се зборува поинтензивно на оваа тема, и сите беа у некоја еуфорија, сите интензивно се регистрира затоа што реално имаа концепт како тоа да го направат и го правеа на маса со поише луѓе. Не може он се ја влегол, не може тоа можеби да ми го каже така, меѓутоа кога ќе застанат поише луѓе позади тебе, од кои што ти делумно ги знаеш поголем дел од нив, си викаш окей, ова се луѓето кои што ги знам од моето опкружување, ако они виделе нешто целава приказна, сигурно дека можеби на крајниот ден ќе излезе нешто од ова. Купувањето облаци во светот на поранешен Lioness, според сведоците, одело по систем во кој се уплаќало најмалку 1500 евра за едно парче од облак, или 2400 евра за премиум пакет кој не нудел само заработка од купувањето облаци, туку и нивно ширење за поголема наплата. По акумулацијата на облакот, за која се чекало од 2 до 3 години, без посебна гаранција, требало да легнат пари на сметките кои корисниците ги доставиле. Таквите сметки стоеле на профили со корисничко име и пасворд кои ги креирале маркетерите на Lioness, а во кои некои од сведоците или не можат да влезат, или нивните пари стојат замрзнати денес. Сведоците велат биле доведени во заблуда и не разбирале какви услуги нуди еден облак. Договор не се подпишувало и се одвивало електронски, а упатствата кои ги добивале на веб страница биле на англиски или друг странски јазик. Квалитетните говори на семинари пак од страна на политичари и видни професионалци, фотографиите од скапи автомобили и друг прикажан луксус им давале надеж на граѓаните кои се чувствуваат измамено дека и тие ќе успеат да се вивнат до облаците кои ги купувале. Ама тука кај нас, нели, секогаш се скуцкани кога дојдат со дела со вични професии, ако више збориме, луѓе кои што се малте не јавниот живот, кои што заработуваат више солидно, ама као ова име дополнително, они не веруваат у работа, тоа зашто уште ја работеле претходно, не знам, да не навлагаме сега у тие ситуации, ама сакале да го покажат моментот дека јас ова го постигнав така или јас сум ослободен од не знам, од некои дополнителни работи. Ако знаат дека вие сте вработен таму и таму, тогаш ќе цилјаме таму. Да, оне сигурно си ти незадоволен од тоа и тоа, ајде да ти кажам дека тргни го ти тоа незадоволството, јас ќе ти најдам начин како да бидеш среќен и успешен. Денес тие се сведоци на изиграни судбини, на живот во кој луѓето кои се решиле на инвестициски чекор пред повеќе од 5 години, мака мача да ги отплатат кредитите или хипотеките со кои влегле во оваа шема. Колку слушам, тежок живот, крпат крај со крај, си растурија фамилии и такви работи. Не барат правда поради тоа што мислам дека се уште веруваат во ова. Мислам дека се уште не се освестени тие, се уште не знаат што ги snašlo на некој начин во животот. Едноставно мислат дека ќе биде добро и ќе биде добро. Видете, кога ќе влезете у самата приказна, апсолутно е непријатно да бидете први кои што ќе се повлечете у целиот процес, затоа што збориме дека ако јас сум кажала дека ова го правам преку работа, значи дека имало луѓе кои што биле под мене. Да сум била сама, тоа зависело само од мене, јас излегувам и не ме интересира. Меѓутоа, кога ќе преземете одговорност дека некои луѓе се кај вас и јас сум екстремно благодарна што тие луѓе кои што биле кај мене не претрпеле некои енормни
ајде да кажам, од типот што зборевме дека некој земал кредити, ова реално збориме луѓе кои што работат за минимална плата и до тој степен се убедени што земаат кредити као јас супер ќе си го отплатам као ништо. Као мислам ова не е шала, ја не би можела да живеам со моментот дека јас сум убедила некој кој што нема ни толку колку што е доволно да влезе во минус за нешто кој што ја не сум сигурна дека ќе профункционира. И дури секогаш кога сум зборела барем на луѓето кои што биле мојот тим било да, јас пробав, меѓутоа и јас не сум 100% на чисто што ќе се случува со ова, затоа што ова не е нешто што ја реално ти викам, еве, подпис ова од тогаш до тогаш ќе се случи конкретно тоа со конкретни бројки. И луѓето влегувале затоа што можеби ме почитувале, ме знаеле, едноставно сакале или имале можеби момент да си приуштат такво нешто, да направат нешто плюс, а да не при тоа да не очекувам дека ќе бараат одговорност, иако јас реално ја чувствувам, без да ми го кажат тоа. Прво си преземав одговорност затоа што поверував. Малте не почувствував и вина затоа што поверував. Долго време се обвинував и себе си како можев да си дозволам, значи како некоја свесна личност, ајде да кажам интелектуално свесна, да дојде до таква заблуда. И прво не ми беше верно, второ сакав да едноставно не сакав да комуницирам со никој. Видов дека сите почнаа да се повлекуваат затоа што на крајот дури имаше таков притисок. Луѓето меѓу луѓето кои што ги организираа настаните. Знаете, сега кога на почетокот кога влегувате и сте нов, се ерозева така, веканата настани одите на ви викаат донеси луѓе, ти носиш луѓе и секогаш мораш да има поголема база. Ама како подлабоко влегувате во бизнисот, го гледате и притисокот од другата страна. Значи, ако они сватат дека кај вас работи егото и дека вие можеби сте успешен у некој сегмент од животот, ама никогаш не е доволно и ви викаат да, вие сте успешни таму, ама тука гледам нешто не ви иде, па ви вршат притисок. Ајде да ве видиме, ако сте толку успешни, направете го тоа и пара повише, поканете повише луѓе, направете повише уплати, па дури онака со подценувања, овој успе, овој не, зошто? Сигурно вие немате добар мајндсет, сигурно нешто не е окей со вас. Буквално онака ви правеа некој, ајде да кажам, да почувствувате грижа на совест дека вие можеби не правите нешто како што треба, дека вие не сте усклоп со целата приказна, а секој од вас беше муабетот, секој мора да биде all in. Се плаќаше на пример 50 евра, го вика Easy Shop voucher, мора да уплатиш 50 евра месечно, ако сакаш да ти бидат отклучено правото за исплата. И зашто се случува? Некој вика овој месец ја не можам да инвестирам 50 евра за да го уплатам тој ваучер и он после кога ќе помине месецот уплатиш 50 и ти вика еве, у моментот кога тебе не ти били уплатени тие 50, тебе ти поминала некој исплата што е можеби 200 евра, жал ми ама пропуштена ти затоа што ги немаш уплатено 50 евра. Ама ти не можеш да секој месец да инвестираш 50 евра и прашање дали на крај на месец ќе земеш нешто или не. Повеќе од 2 години и конто на сметка далеку од ветеното им биле потребни на соговорниците да се почувствуваат измамени. Инвестирале во шемата на Lioness 10.000 евра, индивидуално или преку луѓето кои ги ставиле во својата шема пред големите маркетери, пред да се обратат кај адвокат. Адвокатката Ана Пивоварова Јакимовски, која застапува неколку клиенти во сопарничка постапка против MyWorld, вели има доволен основ да веруваат дека загубените пари може да бидат повратени. Тоа не е кривична постапка, туку е граѓанска постапка и таа постапка е водена со основ стекнување без основ, така го дефинира законот. Предметот се состои во тоа што тужителите, моите странки, бараат од MyWorld да им ги вратат назад уплатените пари, зашто тие поседуваат доказ дека на нивна банкарска сметка уплатиле одредени износи на пари. Во граѓанската постапка која јас ја работев за моите клиенти, првостепено ја изгубивме, судот ни го отфрли тужбеното барање како неосновано. Ние секако дека ја искористивме правото на жалба, нашиот устав гарантира двостепеност на судските постапки, така да ќе оставиме судот да одлучи понатаму дали ќе го задолжи тужениот да им ги врати парите на тужителите. Значи има судски процеси? Да, ама да повторам, тоа се граѓански постапки. Но се судски процеси? Се. Во суд? Се.
Значи, Се. Кога мене ми се обратија странките, веќе постоеше застарено за кривично дело измама и решивме дека имаме добри основи во граѓанска постапка да ги добијат луѓето парите назад. Нивната цел не беше да некој одговара за тоа што се случило, целта беше да си го повратат она што го платиле. Основа за незиното уверување е што пред македонските правосудни органи веќе има 2 правосилни пресуди во кои двајца тужители имаат добиено спор тужејќи ги MyWorld. Според образложението на судот, компанијата се стекнала без основ. Господине Иванов, кои се надлежностите на финансиската полиција во контекст на MyWorld, случајот со MyWorld кој го работиме веќе од минатата недела на емисијата 25 минути? Благодарам на прашањето. Управата за финансиска полиција е самостоен орган во состав на Министерството за финансии на Република Северна Македонија, која својата надлежност ги спроведува на целокупната територија на државата, согласно Законот за кривична постапка и согласно Законот за финансиска полиција. Исто така, треба да спомнеме дека таа е дел од правосудната полиција и за своето постапување согласно одредбите од Законот за кривична постапка е и одговара пред надлежните јавни обвинителства по службена должност или по наредба на јавен обвинител. Превзема мерки и активности со цел за откривање на криминалистички истражувања за кривични дела и за други надлежности, гонење и пријавување на нивните сторители, обезбедува докази и други мерки и активности што можат да користат за непречено водење на кривичната постапка. Овластувањата на Управата за финансиска полиција се применуваат во случаи кога се работи за откривање и истражување на кривични дела, како што се перење на пари и други приноси од казниво дело, злоупотреба на службена полежба и овластување, несовесно работење, злосторничко здржување, даночно затојување и кривични дела кои се стекнати од противправна имотна корист од значителна вредност. Меѓутоа, многу битно е да спомнеме дека надлежностите на Управата за финансиска полиција се да ги заштити финансиските интереси на Република Северна Македонија и финансиските интереси на Европската Унија преку откривање на криминалистички истражувања и кривични дела поврзани со користење на средства од програмата на Европската Унија кои ги добива Република Северна Македонија од буџетот на ЕУ. И во овој контекст вие веќе ја известувате јавноста, морате да бидете транспарентни и да известите јавноста за сите ваши активности. MyWorld во моментов има предистрага и поради тоа се уште е тоа тајна постапка? Управата за финансиска полиција за своите активности поднесува известувања и кривични пријави до надлежните јавно обвинителство. Заради транспарентноста, отчетноста и одговорноста во користењето на јавните средства, односно користењето на средствата на даночните обврзници, ја информираме јавноста преку соопштења до медиумите. Значи, од исклучителна важност е навремено и точно да информираме јавноста, а од друга страна има за цел превентивно да влијае на физичките и правните лица во насока на дестимулирање на криминални активности, дека сепак мора да водиме сметка да знаете по законот, согласно Законот за кривична постапка, предистрагата е тајна. И да не направиме, односно да не ја загрозиме доверливоста и успешноста на предистражната постапка, како и правата на трети лица. Добро, но сите овие информации кои беа и во претходната емисија изнесени, сите информации околу оперирањето на MyWorld, како работи MyWorld, секако дека вие ги видовте, ја видовте емисијата и сте запознаени со целата операција на MyWorld. Што можете да кажете во овој момент? Од страна на Управата за финансиска полиција се анализираат сите информации пласирани во јавноста со цел за да се утврди истите дали постојат индиции за можни сторични кривични дела
дали се во надлежност на управата за финансиска полиција, се преземаат соодветни активности согласно одредбите на Законот за кривична постапка во соработка со надлежното јавно обвинителство. Во овој момент не би можел да потврдам или да отфрлам дека против MyWorld Lioness, кој функционира на територијата на Република Северна Македонија, се води постапка, бидејќи, пак ќе кажам, согласно Законот за кривична постапка, предистрагата е тајна. Но вашата порака до македонските граѓани сепак е многу важна, еднакво како и во интервјуто со директорот на финансиско разузнавање, кој имаше порака до македонските граѓани околу оперирањето на ваков тип на фирми. Значи, се сложува дека ние како институција мора да бидеме пред се и над се будни. И мораме во овој момент да кажеме, односно да сигурираме на сите граѓани во Република Северна Македонија да водат сметка, да не ги споделуваат своите лични податоци, да не веруваат во реклами за брза и лесна заработка, да внимаваат каде ќе ги вложуваат своите средства, односно пари. Исто така, би кажал да ја искористам и да ги охрабрам граѓаните, доколку има било каква информација, сомневање и смета дека се цел на даночна измама, истите да ги пријават во управата за финансиска полиција. Пријавувањето кај нас во нашата институција може да биде на повеќе начин. И тоа, слободно, треба да знаат сите граѓани на Република Северна Македонија дека може да поднесат електронска пријава на официјалниот мејл на управата за финансиска полиција, да достават по пошта пријава, да достават пријава лично во управата и да разговараат со некој од нашите финансиски полицајци. Еве, тоа е пораката која што треба сите заеднички да ја споделиме и пред јавноста да настапиме како една одговорна институција за да ги заштитиме правата и одговорностите и на граѓаните, и на правните лица, а пред се на буџетот на Република Северна Македонија. Господине Иванов, некои од граѓаните се плашат, се срамат. Тоа се мотивите всушност, според моите информации и извори, дека стравот и срамот се причина зашто тие не ги пријавуваат ваквите измами. Значи, ги охрабрам уште еднаш граѓаните. Со пријавување во нашата институција, во управата за финансиска полиција, ќе бидат заштитени сите лични права. Значи, луѓето ниту треба да се плашат, ниту да се срамат, туку веднаш и во истиот момент да дојдат кај нас и да ги пријават сите тие даночни измами. Затоа што ве уверува, ќе бидете заштитени и согласно Законот за кривична постапка, предистрагата е тајна. Така да ве охрабрува. Благодарам за овој разговор. Благодарам и на вас.